Почитувани, добро вечер. Вечерва во став гостува Александар Јовановиќ, раководител на секторот за образование во општина Куманово. Господине Јовановиќ, добро вечер и добре дојдовте во студиото на Телевизија Плюс. Добре вечер и до вас. Благодарам на поканата и поздрав на гледачите на ТВ Плюс телевизија емисијата Став. Стартуваше новата учебна година без антиковид мерки, но и без учебници за прво, второ, четврто и петто оделение, но и со повисоки плати за наставниците. Колку ученици ја започнаа новата учебна година во кумановските училишта и дали продолжува трендот на опаѓање на бројот на запишани ученици, особено кога станува збор за првооделенците, споредбено со претходните години? Па вака, најпрво ми сакал да посакам среќен почеток на учебната 2022-2023 година на сите ученици, наставници, вработени во училиштата, директорите, родителите. Посакувам да имаат успешна учебна година, успешна реализација на воспитно-образовниот процес, како на воспитно-образовниот процес, така и на вонучилишни и училишни активности. Посакувам многу здравје и среќа во оваа учебна година, така да се надевам дека како и минатата и оваа учебна година ќе ја завршиме успешно. Образовниот процес за сите ученици од општинските основни и средни училишта започна на 1 септември со физичко присуство во училиштата или 14.251 ученик моментално се едуцираат во основните и средните училишта. Или во основните училишта се запишани 10.029 ученици и во средните училишта се запишани 4.222 ученици. Што се однесува до уписот на учебната година, помина без поголеми проблеми. Во средното образование, ќе започнам со средното образование, се запишани во прва година вкупно 1079 ученици. Оваа е прва година како Министерството најде метод на електронско запишување на учениците. Сите ученици електронски ги поднесуваа своите апликации, а во минатото тоа го правеа директно во училиштата и формирана комисија од страна на директорот вршеше рангирање на успехот и по успехот ги запишуваа нормално во оној смер во кој го избираат или она насока која се избираат учениците. Оваа година Министерството за образование и наука реши електронски тоа да го направат учениците, а училиштата добиваа готови информации, тоест веќе формирани паралелки со оние ученици кои ги исполнуваат критериумите, тоест бодовите за таа струка, и веќе паралелките се формирани согласно Законот за основно образование или рамката на Законот за основно образование. Училиштата имаат можност, тоест и општините основачот, да формира паралелки под 25 ученици. Училиштата уредно доставија до нашиот сектор и ние исто така го проследивме тој допис на повик од Министерството за паралелки под 25 ученици. Добивме согласност од Министерство од образование. Истата помина и на Советот на Општина Куманово, даде зелено светло за овие паралелки, и по она што можеме да го констатираме, од година на година имаме се повеќе паралелки или барање од училиштата за формирање на паралелки со под 25 ученици, и тука да ги отстраниме сите дилеми. Не станува збор за ново финансирање, туку станува за збор за старо финансирање, паралелки кои се одобрени од МОН и ученици кои се одобрени од МОН да учат во таа паралелка. Нешто по-сериозно треба да ја гледаме ситуацијата и да пристапиме во основните училишта, и таму е завршен уписот во прво оделение, учениците веќе се во училишните клупи. Таму се запишаа 1023 ученици. Исто така, согласно Законот за основно образование, училиштата доставија барања до нас, а ние ги потоа проследивме до Министерството за образование и наука за формирање на паралелки за под 20, бидејќи во средното е со 25 ученици, во основното е паралелка од 20 до 30, по 20 согласност треба да даде прво Министерство за образование и наука, а потоа Советот на општина
Куманово. Барањата се испратени, чекаме одговор од Министерството за образование и наука, за да потоа оди на совет на општина Куманово. И тука ќе кажам дека не станува збор за нови паралелки, станува збор за старо финансирање. Секој училиште колку што се го има наставниот кадар ги распределува учениците во тие паралелки. Не баравме ново финансирање. Што можеме да констатираме, од година на година се повеќе е барања за паралелки под 20 ученици, како во руралните, така веќе и централните училишта имаат проблем со запишување на ученици до стигнување на оној минимум, за да не се бара согласност за паралелки по 20 ученици. Што можеме да констатираме? По оној список што го добиваме од матичната служба за водење на евиденција за живородени дечиња на територија на општина Куманово, кога ќе го споредиме со уписот на учениците во прво оделение, моменталниот упис, ќе забележиме дека многу ученици ги нема на тие адреси. Прво, падот на наталитетот со години наназад одиме во надолна линија. Имаше години, ако да не карикирам, пред некои 6-7 години или 8, кога важеше таа мерка за трето дете, па тука имаше благо зголемување на наталитетот, но колку беше укината мерката, така веќе одиме во надолна линија и наталитетот генерално од 91 година од осамостојување на Република Македонија генерално оди во надолна линија. Но уште што е пострашно, повторно се активира трендот на миграција на населението. Имаме внатреопштинска миграција, која за училиштата и не е така страшна, но имаме масовно иселување на населението или мигрирање во европските западни развиени земји, каде што прво оди еден од родителите, доколку се снајде во таа држава, си повлекува своето семејство и нормално штом си го повлече своето семејство, своите дечиња, училишните клупи се празнат. Во изминатиот период, би рекол, коронавирусот направи да границите се затворени, како тука, така и во западноевропските земји, и немаа толку простор за работа. Сега, како стигнува пандемијата, повторно се отвараат работни места, народот си бара екзистенција, подобра екзистенција и го напуштаат градот. Со тоа ни се празнат училиштите, клупи. Еве, наједноставно ви објаснив зашто сме принудени да бараме паралелки под 20 во основни, паралелки под 25 во средните училишта, и ако продолжи овој тренд на масовно иселување, миграција, тогаш ќе се соочиме со многу технолошки вишок во наставниот кадар. Но пак, од друга страна, доколку го споредиме другите општини во окружување на општина Куманово, 8 градот Скопје, доколку погледнеме југоисточниот дел на Македонија и западна Македонија, Куманово сепак предњачи во упис на првачиња, но во Куманово со споредба со годините така бележиме благ пат, и еве успеав некако да ви објаснам на што се должи тој пат. Беа ли целосно подготвени кумановските училишта за стартот на новата учебна година и дали веќе се обезбедени соодветни материјали за учениците, за кои што се уште нема учебници? Има ли информација кога ќе бидат одобрени учебниците? Па вака, училиштата ги дочека подготвени учениците на 1 септември. Сите училишта, согласно договорот, имавме координативен состанок пред почетокот на учебната година и секоја година со директорите. Сите директори рекоа дека се подготвени, ги имаат завршено сите подготовки за стартот на учебната година и успешно започна учебната година. Она што се однесува до учениците, прашањето треба да биде до Министерството за образование и наука адресирано и Биро за развој на образование, затоа согласно законската регулатива тие се должни да обезбедат бесплатни ученици за ученици од прво до 9 оделение. По оноа што го имаме, министерот рече дека имаат формирано национален совет за учебници и националниот совет ќе распишал веќе оглас за пријавување на анонимни автори кои ќе си ги приложат своите учебници и од некои од нив ќе бидат одобрени. А потоа ќе се распише и тендерска постапка за избор на економски оператор. Меѓутоа, учебната година веќе започна.
учебници нема добиено во прво, трето, четврто и пето оделение замена за учебници од страна на Министерството за образование и наука ни беа доставени материјали. Материјали во смисла на учебници, а во тој учебник, условно кажано материјал за учење, како што го нарекуваат од Министерството, се сместени повеќе предмети во тој учебник и повеќе теми. Некаде ориентационо би требало да послужи само за првото тромесечие. По изјавите од министерот Јетон Шакири рече дека до крајот на првото полугодие би требало да сите ученици добијат соодветни учебници одобрени од страна на Министерството и кои ќе бидат дистрибуирани, за да не трпат од настава учениците се замина со вакви заменски учебници или како што би рекле, како што се викаат материјали за учење. Истите пристигнаа во општина Куманово во петокот и веднаш се поделени од наша страна до училиштата и наидовме на еден проблем што податоци се бараат директно од училиштата во месец јуни, а уписот не е завршен, уписот заврши сега и уште се запишуваат ученици и нормално дека сега се јавија разлики или недостатоци на учебници, веднаш алармиравме, пријавивме до Министерство за образование и наука дека во тие училишта ни недостасуваат и чекаме да ни достават уште учебници кои ќе бидат поделени. Ние експресно реагиравме, ги повикавме директорите и ги поделивме тие материјали за да можат учениците да стартуваат со настава, но мене вака ме интересира, ги интересира веројатно и наставниците, дали овие содржини што се веќе ставени, ако погледнеме во содржината на тие материјали за учење, ќе бидат истите тие со кои ќе бидат и одобрени потоа учебниците, или можеби ќе се избере друг автор, и дали оваа содржина што ја учат сега ќе соодветнува со таа кога ќе биде одобрен тој ученик. По мене мислам дека треба, затоа што веќе изминува, учениците веќе стартуваат со настава и не е мал период, еден класификационен период, тоест едно прво тромесечие за неполни 2 месеца кога треба и учениците да ги покажат своите резултати. Како и да е, останува да Министерството го што побар го реализира тој процес и да се обезбедат учебници одобрени од Министерството за образование и наука, за да се учениците посветат. Оваа резервна варијанта, да, сега е дадена, меѓутоа потребен е за секој предмет посебен учебник. Она што пристигнува до нас, до реакција, е и оправдана од библиотекарите на училиштата и од директорите, е тоа што повеќе учебници не се повлекуваат со 5, 6, па и 7 години. Тие учебници не се ни за гледање, а камоли за учење. И голем проблем има тука училиштата да го поделат тој материјал и повеќе пати апелираат дека тие учебници треба да бидат повлечени од страна на МОН, а да бидат доставени нови. Како директор исто така имав реакција на совет на родителите за да докажам дека ние сме постапиле согласно законот на огласна табла, објавив список на учебници кои ги имам барано со потпис и печат до Министерство за образование и наука, за да ни достава таа количина што ни ја треба, затоа што тоа училиште има голем број на ученици. И од Министерството ни рекоа тогаш, и сега активна уште страницата, доколку родителите имаат потреба за дополнителни, некоја страна е оштетена, може да ги даунлодираат учебниците електронски на страницата учебници.mon.gov.mk. Точно е, како што рековте, оваа година започна со зголемување на платите на наставниците, склучен е договор помеѓу Министерство за образование и наука и Синдикатот за образование, наука и култура, и за поздравување што наставниците ќе земаат поголема плата. Чинам дека последното покачување беше пред 4 години. Најголем дел од учениците на 1 септември ги земаа своите свидетелства за минатиот постигнат успех. Многу критики се упатуваат на адреса на училиштата од страна на родителите во врска со земањето на свидетелствата на 1 септември наместо во јуни, како што беше пракса изминатите години. Мислам дека и лани беше на 1 септември. Може ли да ни кажете зошто и оваа година доцнеа свидетелствата? Еве да ја разјасниме онаа дилема кој е виновен, дали е до училиштата, дали е до нешто друго.
Па вака, доколку се сеќавате кога бевме ученици и јас и вие, тоа представуваше свечен чин. Круна на еден дел, завршување на едно одделение. И пракса беше тогаш, а и до пред 2-3 години, да свидетелствата се делат во јуни. Тогаш е терминот за поделба на свидетелствата, си ја завршил годината, не си останал на полагање така на поправни испити, си го зема свидетелството и така натаму и си заминуваш на одмор. А овие 2 години свидетелствата пристигнуваат многу доцна. И ова е директно прашање исто така до Министерството за образование и наука и Биро за развој на образование. Јас би потенцирал повеќе за Биро за развој на образование, затоа што тие треба да ги достават овие свидетелства. Ги доцнеа минатата година, оваа година, а намалена им е сега работата, веќе книжните дневници, пишаните заминаа во историја, им останува да поделат свидетелства, да поделат главни книги, ги дадоа па ги повлекоа затоа што биле грешни и треба да поделат свидетелства. Свидетелствата не биле подготвени, со одговор на тоа и министерот јавно излезе, господинот Јацон Шаќири, и рече дека ќе бара одговорност за ова, затоа што втора година се случува да свидетелствата стигнуваат во месец август на 2 дена пред почетокот на новата учебна година. Со право реагираат родителите, а од Биро за развој на образование беше посочено дека работат во пандемија, за време на пандемија или сега кога се наоѓаме во вонредни услови, не успеале да и ви обезбедат свидетелствата и имаше голема реакција. Училиштата за ова воопшто не се виновни. Значи треба да добие свидетелство за да го издадеш. А уште поголем проблем имаше родители кои доаѓа и кај нас во сектор. Се најдоа на маки луѓето затоа што мора да го отпишат своето дете или бараа преместување во друго училиште или сака да се одселат, како што зборувавме пред малку, меѓутоа без тоа свидетелство ученикот не ја завршил годината. И тука имавме дополнителен проблем. Па според тоа што го говориме сега и кога ги слушам изјавите и во Биро на развој на образование и на Министерството, не е тешко да се констатира како функционираат тие и во која корелација сте. А Министерството за образование, тоа министерство, ова е Биро за развој на образование само тело или дел од Министерството за образование кои треба да ги достави овие навреме за да и училиштата можат да постапат согласно законот за издавање на свидетелство. Па сами заклучите каква им е нивната корелација во Министерство и Биро за развој на образование и почнаа да се префрлуваат јавно топка едните на другите, за тоа испашта учениците, испашта стручните служби, директорите, па и наставниците, затоа што тие ги пишуваат и подпишуваат свидетелствата. И уште поголем парадокс на се ова е додатокот на свидетелство кој оваа година требаше да го издадат училиштата. Училиштата праша, да, според закон треба да се издаде додаток на свидетелство, но прва година е бара толкување, вртев и јас, добивме од Биро само некои усмени излагања, што повеќе прашувавме лица таму, повеќе не збунуваа и мислам дека целосно ги збунија директорите и никој не прати службен допис како и што треба да се постапи. Има еден правилник за пополнување на таа документација во кој децидно и нема наведено точно да извадиш конкретно што треба да стои во тој додаток, затоа што одговорноста, ќе кажам, пак е на директорите, затоа што тие ги подпишуваат и печатираат, а исто така и наставниците кои ги издаваат и директорите решија со право да бараат правно толкување во правните служби на Министерство за образование и наука. Она што ќе го поздравам во оваа ситуација, ова црнило е тоа што министерот излезе и рече дека ова ќе биде последна година. Ќе го цитирам дека следнава година учениците треба да ги добиваат свидетелствата заслужено и како што реков дека ќе биде еден тој чин на доделување на круна за ученик, една завршена генерација во месецот кога треба да биде додела јуни. Свидетелствата стигнаа чинам на 1 или 2 дена пред стартот на учебната година. Училиштата експресно ги поделија, но меѓутоа се губи онај драж што го рековме, што имаме и она убаво чувство да го добие свидетелство по завршување на учебната година и се надеваме искрено дека следната година и свидетелствата и учебниците ќе бидат дадени на време, бидејќи тоа е и обврска на Министерство за образование и на Биро за развој на образование.
Голем број од учениците во Куманово новата учебна година ја започнаа во целосно или делумно реконструирани училишта. Последното целосно реконструирано училиште е основното училиште во селото Уминдол. Колку време траеше реконструкцијата и дали станува збор за прва реконструкција откако постои, односно функционира ова училиште во Уминдол? Па пресреќен сум пред се затоа што во изминатиот период трае една, би рекол, експанзија на проекти за реконструкција на училиштето. Еве лично јас, а вие сте постари од мене, не се сеќавам како ученик дека толку училишта во брзо краток временски период се реконструираат или се во фаза на реконструкција или се подготвува тендерска документација за реконструкција и овие 4 години и сега се продолжува со исто темпо да се реконструираат како централните училишта, така и подрачните училишта. Посебно ми е драго за овој дел на Куманово, поточно за Општинското основно училиште Карпош од село Уминдол и подрачното во село Љубодраг. Присуствував на свечениот чин, значи го посетивме тоа училиште баш на 1 септември, денот кога се примаат учениците во прво оделение. Бев горд, бев почестен што како раководител на сектор бев поканет таму и да видите убава гледка, насмејани наставници, насмејани ученици, насмејани родители, затоа што тоа сега е едно ново училиште, во едно ново РУ, опремено, да се реконструираше со се апликацијата некаде околу 2 години. Главен дел проектот го направи јавното предпријатие Куманово План, при Општина Куманово. Ги поздравувам затоа што и Министерството ги пофали нивните проекти, ги рангираше највисоко на листата за најдобри проекти, затоа добивме многу проекти на ниво на Куманово, баш поради тоа добро спремени, добро осмислени проекти. И Министерството за образование и наука одвои средства, општината дополни само таму кај што недостасуваше со проектната документација и дополнително ги опреми училиштето со нагледни средства, столарија и така натаму. И да ви кажам и благодарност до директорката и на наставниот кадар, наставниот колектив од тоа училиште, што изрази еден почит кон секторот за образование, бидејќи видеа низ каква голгота поминуваме ние во секторот, секоја информација поминува преку нас, сето тоа ние го спакуваме, ние го праќаме, ние сме прв линк со Министерството за образование и горд сум што бев тој ден почестен да бидам дел од прием на учениците во прво оделение и да ги видите оние насмејани детски лица. По неколку паралелки од основните училишта Браќа Миладиновци и Крстен Мисирков, новата учебна година ја започнаа во просториите на гимназијата поради повеќе месечниот проблем со протекување на кровот во оваа стара, да кажем, училишна зграда. Колку средства се одобрени за кровната конструкција на овие две училишта и се знае ли до кога овие ученици ќе учат во просториите на гимназијата? Па ова не е повеќе месечен, повеќе би рекол годишен проблем. Зошто знам? Затоа што бев директор скоро 4 години во Крстен Мисирков. И ќе ви кажам наодговорно тврдам дека бев директор. Немаме искористено Крстен Мисирков. Ниту еден денар, и тоа може да се провери во сметките. Не направивме никаква финансиска апликација за да се реконструира или санира кровот. Го саниравме од таблите или тие како што ги нарекуваат шиндри кои останале од реконструкција. Се качуваа луѓето од технички персонал, гледаа каде е испукана, ја заменуваа и така работевме, а имавме проблем затоа што како поминуваше времето, ниски температури, лед, снег, дожд и така натаму, испука и другите и веќе немавме простор и веќе немавме количини на залиха кои останале од реконструкцијата да ги заменуваме и кровот целосно пропадна. Јас лично знам, бидејќи како директор, вие сте директно одговорни за реализација на воспитно-образовниот процес, пред се и за здравјето на учениците. Плафоните беа надоени со вода. Веќе навлегуваше вода во електричната инсталација. И ние знаеме како се справувавме тогаш, па ги менувавме учениците од тие училници во други училници кабинети, па дури и наставничка канцеларија,
Па дури кога учениците заминуваа на час по физичко, правевме распоред да тие ученици одат во тие училници неколку пати заедно со технички персонал. Јас се качував горе на кровот за да видам каква е состојбата, иако бев директор. Во половина ноќ, кога ќе престанеше дожд, обилен дожд, јас одев со техничкиот персонал да бидам до нив, затоа што моравме да ги оспособиме тие ученици за да кога ќе дојдат децата са бајле бидат присутни на наставата, и многу лесно е сега од страна да се дебатира што е направено, како е направено. Значи ние правевме се за да тие ученици со директорката на браќа и сегашната и претходна за да бидат на настава учениците. И сега многу е лесно да го гледаме тоа од страна. Па испративме 1 милион дописи до Министерство за образование. Лично јас се качев, ги фотографирав за да видат увид дека имаат и фотографија дека е навистина кровот руиниран. И тоа трае со години и години, така се наоѓавме. Кога стигна во секторот за образование, повторно почнавме иницијатива, повторно почнавме постапки да ги известиме преку училишниот одбор, Советот на родителите, па и главното тело, Советот на општина Куманово како основач, градоначалникот, председателот на Советот на општина, сите тие испратија пропратен допис, известување до Министерство дека ситуацијата е таква каква што е, дека мора да се интервенира брзо и дека не помага санација, туку капитален проект. А капитален проект доаѓа директно од Министерство за образование и наука. Државме состаноци, бидејќи исцрпни состаноци, затоа што времето беше многу кратко. Во јуни месец ни стигна известување и од училишниот одбор на Крстен Мисирков, исто така и од браќа Миладиновци, донеле заклучок. И се сложувам со родителите. Сите ученици минатата година беа со физичко присуство, само во таа зграда учениците одија на комбинирана настава, онлайн настава и потоа со физичко присуство. А знаеме кои се бенефитите од наставата со физичко присуство во споредба со онлайн учење. Советот на родителите донесува едногласна одлука. Или дечињата ќе стартуваат училишните клубови, или ние не ги пуштаме на настава, ќе бойкотираме наставата. Затоа ние, заедно со директорите, решивме да бараме сите алтернативни решенија времено, за додека се добие реконструкцијата на кровната конструкција. И најдовме. Ги сместивме учениците во канцеларии, во медиатека, во кабинети и така натаму, сите просторни услови ги искористивме во ова зграда. И најдовме на разбирање и голема благодарност до директорката на гимназија и на училишниот одбор на гимназија, што оделија дел од својот простор за овие ученици. Просторот е безбеден, одговорно ви тврдам, учениците се посебно не учат заедно со учениците од гимназија Гоце Делчев, туку се во посебни простории, од посебен влез влегуваат, во посебен термин, за да не се среќаваат на влез и на излез, и решивме да тука одат чином трето оделение од Крстен Мисирков и пето оделение од браќа Миладиновци. Зошто? Затоа што оделенскиот наставник си ги презема своите деца, вака би имале проблем со распоредот. Па ние и во условно кажано нормални услови на редовна настава, тие училишта не функционираат во една училишна зграда. Зошто? Имаме централна зграда, имаме две крила истурени во исти двор кои не се директно поврзани со училиштата, потоа имаме една училишна зграда во Соколана на улица Тонко Динков и уште една училишна зграда истурена на централното градско подрачје на улицата Тане Георгиевски. Затоа гимназија ни беше најблиску, тука има идеални услови, бидејќи таа е целосно реновирана, подоцна ќе зборуваме за реконструкциите, и би сакал да уплатам благодарност на Советот на родителите на двете училишта, училишниот одбор на двете училишта кои дадоа позитивно мислење за оваа времена одлука. Би сакал да се заблагодарам на Советот на општина Куманово, градоначалникот Максим Димитриевски, министерот за образование и наука Јатон Шакири, владата, кои одобрија средства и конечно проектот после чином 4 апликации кои ги праќавме
Не бевме одбиени, но постојано ни бараа да се надополни, да се направи нова пресметка затоа што се зголемуваат цените на тржиштето. Излегов и на говорница неколку пати објаснував за оваа тема и конечно го добивме проектот. Да ви кажам дека сум пресреќен затоа што ќе се реши овој горлив проблем на учениците и на наставниците. Би рекол во оваа училиште проектот е вреден некаде околу 13 милиони денари. По она известување што го прочитавме од Министерство за образование и наука, рекоа дека следниот месец ќе се започне со тендерска постапка за изберување на оператор кој ќе го изведува градежните работи и да се надеваме дека во најскоро време ќе се започне реконструкцијата и учениците од овие 4 паралелки од Браќа Миладиновци и 4 паралелки од Крстен Мисирков ќе се вратат во својата училишна зграда и мислам дека со тоа ќе го затвориме овој повеќе годишен, би рекол, проблем. Освен овие училишта кои што ги спомнавме, општина Куманово инвестираше и во други училишта минатата учебна година. Може ли еве да спомнеме дел од нив, дел од реконструкциите и делумни целосни? Па вака, нема училиште кое веќе не беше опфатено со целосна или делумна реконструкција. За некои веќе аплициравме, па ќе почне гимназијата Гоце Делчеве, гледате дека доби нов лик во центарот на градско подрачје, целосно е реновирана. Исто така Наце Буѓони, тука е и основното училиште Крстен Мисирков и Браќа Миладиновци донесо нова фасада, ученичкиот дом веќе заличи на еден средношколски центар, во еден центар за едукација, зад него имате нова спортска сала, нов терен со тартан подлога и така да тука веќе заличува на еден навистина училишен центар за учење, бидејќи имаме и ученички дом. Исто така, како што истакнав, Наце Буѓони заврши со целосна реконструкција на училиштето. Потоа училиштето Перо Наков, економското училиште, ве привршува и фасадата и со тоа се реконструира целосно и тоа училиште, зборувам средните, скоро сите беа опфатени. Од основното училиште Вук Караѓиќ одобрен е проектот за замена на прозорци, веќе е реализирано, поднесено е за тоалети, истите ќе бидат од општина Куманово, претходно се на повик на МОН одобрени средства. Основното училиште Христијан Тодоровски Карпош исто така заврши со реконструкција, остана уште фасада, енергетско ефикасна фасада е одобрена и за реконструкција страна на МОН, чекаме да се започне со реконструкција. Толи Зордомис исто така одобрена е фасада за реконструкција и спортската сала на ово училиште помина за реконструкција. Основното училиште 11 октомври завршува, финализира со реконструкција енергетско ефикасната фасада, претходно се работеше тоалетите и столаријата во училиштето, како и ПВЦ прозорците. Проектот е веќе во тек. За подрачното училиште во Речица од сопствени средства на општина се менува кровната конструкција и подовите. Потоа основното училиште Браќа Рибар одобрена е фасада за реконструкција на ова училиште. Рековме веќе Уминдол и Љубодрак привршуваат со реконструкција. Основното училиште Браќа Миладиновци е поднесено и одобрен е проектот за реконструкција на кровот, како што го рековме, санитариите и ѕидовите во централната училишна зграда, а во подрачното училиште во Чиња, село Чиња, исто така е преку општина комплетна реконструкција, треба да започне со комплетна реконструкција на ова училиште. Во основното училиште Кочо Рацин неодамна беше замената кровната конструкција од страна на општина Куманово, исто и ти има горлив проблем како што е и училиштето Крстен Мисирков и Браќа Миладиновци. Сега аплициравме за комплетна реконструкција на училиштето. Исто така во училиштето 11 октомври Долно Којнар е поднесена апликација до МОН, ги чекавме проектот. Исто така за училиштето Веро Которка целосна реконструкција на повикот на МОН. Кирил и Методи, село Романовци, подрачното училиште во Агино село, поднесено за целосна реконструкција на ова училишна зграда. Основното училиште Битолски конгрес од село Лопата, аплициравме за кровната конструкција и енергетски ефикасната фасада, а конечно после многу години се заврши реконструкцијата на
тоалетите. Тоа е прв проект кој општина Куманово го направи за ова училиште, инаку со години тоа училиште немаше никаква инвестиција и сега чекаме на повик на МОН. Исто така за економското училиште Перо Наков, албанските паралелки, кај што се изведува настава на албански јазик, исто така е аплицирано за замена на тоалети, внатрешна столарија, санација на ѕидови и очекуваме, мислам дека позитивен одговор на ова што е поднесено. Исто така општина Куманово за училиштето Вук Караѓиќ обезбеди средства за реконструкција на тоалети, треба веќе да започне, како и за училиштето Кирил и Методи во село Романовце, преку општина Куманово ќе бидат заменети подовите и тоалетите. Спомнавте многу училишта, со колку проекти аплицираше општина Куманово? Значи со 11 проекти аплицираше општина Куманово сега на овој повик. Така. Кога зборуваме за училиштата, секако дека и составен дел се игралиштата и спортските терени. Можете да не кажете колку спортски терени се изградени или реконструирани минатата година и како и дали може да се изнајде решение за оние спортски сали кои што не се приклучени на парното од училишниот објект, а во текот на грејната сезона во нив нема затоплување и учениците или не одат на настава по физичко образование во спортската сала или тоа се прави во студена просторија. Вака реновирани беа или опремени 10 отворени спортски училишни игралишта со современа тартан подлога и трибини за гледачите. И веќе се користат за настава по физичко и здравствено образование, како и за дополнителни вонучилишни активности. Ги користат и граѓаните на општина Куманово, но би сакал сега да искористам оваа прилика да апелирам до граѓаните, го упатил еден апел, да ги чуваат и одржуваат овие спортски објекти, затоа што кај нас општо познато дека не е проблем да се направи, проблем е повеќе да го сочуваме тоа што ќе се направи од несовесни индивидуи. Затоа што сме свесни дека многу се скрнави по тоа што ќе се направи. Затоа апелираме на рационално користење, тоа е за ученици, тоа е за граѓани, но доколку ги имаме и на нив и ќе спортуваме. Инаку доколку ги уништуваме, нема на што да спортуваме. А треба да размислуваме за нашите најмили, да бидат што повеќе на терен и да излегуваат што повеќе од дома, прво да другаруваат, а знаеме потоа кои се бенефитите од спортот и физичката култура. Тоа што го рековте, точно е, но мојата констатација за училишните сали или моје видување би било следно. Имаме училишни спортски сали кои се градени многу поодамно. И истите се привржени за училиштата. И таму немаме проблем. Тие училишни сали се врзани на топла врска со училишната, на тоа училишен котел за топлување. Но имаме сега ново изградени училишни сали кои не се директно поврзани со училиштата. Зошто? Затоа што не било возможно да се поврзат директно, бидејќи тие училишни спортски сали се градени сега изминативе години. И најдовме соло некое решение да со внес на дополнителни грејни тела тие сали се затоплуваат. Меѓутоа, еве сега почнавме иницијатива од минатата година да се направи проектна документација за поврзување и на овие училишни сали на грејните тела, тоест на топлата врска на котлите од парниот котел на училиштето. Веќе при крај завршуваат изработка на оваа документација и истите ќе ги аплицираме дали преку Министерство до образование, дали општина ќе изнајде средства да бидат обврзани со топла врска. И исто и тука би упатил еден апел и до учениците и сите оние кои ги користат спортските клубови за рационално користење на училишните сали, доколку ги одржуваме и ќе ги имаме. Инаку многу тешко се гради, а многу лесно се руши. А ви сами ќе погледнете дека многу се скрнави широко во целиот град. А тоа е за општо добро за учениците, па и за вработените.
Реков дека имаме полза од физичка активност. И како што кажав, штом ќе ги завршиме проектите, ќе ги аплицираме да бидат и тие училишни сали, да изфрлат тие кривни тела, да си бидат врзани на топлата врска на самото училиште. Господин Јовановиќ, од владата најавија решавање на повеќе деценискиот проблем со учениците кои што го посетуваат училиштето Сами Фрашери со изградба на целосно нов училишен објект. Еве подетално околу оваа новина, кога и каде ќе се гради училиштето и може да ни кажете и за учениците во какви услови моментално учат учениците во Сами Фрашери. Па да ви кажам, кога ја прочитав оваа вест, кога ја објави Министерството за образование и наука, бев воодушевен и пресреќен. Зошто? Па после 18 години тие ученици кои учат од гимназијата Сами Фрашери и учениците од НАЦЕ Буѓони, кои следат настава на албански наставен јазик, во импровизирани услови би рекол, во дирекцијата на поранешната фабрика ЗИК, тоа не е градба за училиште, туку за канцеларија, и во дополнителни, би рекол, бараки зад училиштето, кои се тотално небезбедни и не ги исполнуваат ни најмалку стандардите за реализација на настава, а од друга страна се и може да бидат и штетни по здравјето на учениците. Значи, таму учениците учат во субстандардни услови во 21. век. Тоа требаше да биде кратко или еден краток временски период, меѓутоа поминаа 18 години. Таа зграда е небезбедна. И кога го прочитав дека конечно се издвоени средства да се почне со градба ново училиште, јас сум пресреќен и исполнет како раководител. Затоа што тие ученици што учат таму и наставниците, да не ги заборавиме, кои работат во тие услови, конечно да заслужуваат да добијат училиште по мерка, онаква како што учат другите ученици во општина Куманово и пошироко. Затоа што тоа временно решение ги надмина вишевременските граници. Не е временно решение 18 години и секој излегува да го користиме тоа училиште за предизборни ветувања. Ова е одлично. Ова е за поздравување. Зошто? Затоа што сите се заложија. Почнувајќи од Советот на родителите, училишниот одбор, директорот, Советот на општина, градоначалникот, министерот, владата. И мислам дека уште еднаш покажавме дека Куманово сме еден град за пример. Како треба да действуваме. Оставаме се настрана кога интересот на учениците нема поделби по ниту една основа. Единствена цел беше да се излечат учениците од тие простори. И еве, сите заедно тимски, нека биде ова пример за цела Република Македонија, како сите заедно, без разлика на верска, етничка, партиска припадност, ги оставивме настрана. Координативните средби беа тие кои придонесоа да и градоначалникот во координативна средба со министерот да видат дека веќе мора да се стави крај на ова. И добро е што оваа прилика би сакал да поздравам одлуката на владата, меѓутоа и на нашето јавно предпријатие Куманово план, кој владата го задолжи да исцрта идеен проект, веќе е готов и се работи детален проект за тоа училиште, како и за обезбедување на потребна документација за градба на новото училиште. И горд сум со што после толку години Куманово ќе добие ново училиште. Точно училиштето ќе биде на локацијата на поранешната касарна до економската паралелка и по она што го прочитав и јас информирав во тоа соопштение дека училиштето ќе биде градено во етапи, но најмногу до 3 години се очекува да биде завршено новото училиште во кое настава ќе изведуваат учениците од гимназијата Сами Фрашери и дел од учениците од НАЦЕ Буѓони кои следат настава на албански наставен јазик. И мислам дека овие два проекти кои сега ги одобри Министерството се по мене круцијални проекти за образованието во Куманово. Паралелно на тоа си течат, како што рековме, реконструкција на другите училишта, некои се во фаза, некои завршуваат, како што набројме, за некои аплицираме и чекаме одговор. Така да
би сакал оваа експанзија на реконструкција на училиштите воопшто да не застане, а потоа следи и со набавување на нова технологија, асистивна технологија и така натаму, се во интерес на поквалитетен воспитен процес и поквалитетна настава. И не можете да имате квалитетна настава ако немате соодветни услови во кои ученици треба да учат. И да ви кажам, пак ќе кажам, пресреќен сум. Се гледа и на мене затоа што се издействува овој дел, а и покажавме на другите градови дека Куманово кога треба за своите деца се вложува максимално и ги набројав сите, да не ги набројувам, пак им се заблагодарив. Ја испуштив општинската администрација, не сакам да се фалиме самите себе, но меѓутоа сите заедно тимски успеавме да ги издействуваме овие два проекти и да се заблагодарам и на родителите за пошто кои покажа стрпеливост и истреност, бидејќи тука се најзасегнати нивните деца, но меѓутоа еве ги гледаме крајот на овој проблем. Голем дел од учениците минатата година мака мачеа со училишниот превоз поради проблеми со линискиот превоз во Куманово. Кажете ни каква е состојбата сега од почетокот на новата учебна година, обезбеден ли е училишниот превоз? Па да, минатата година имавме проблем, добра е вашата констатација. Тука беше проблем тендерската постапка, па мора училиштата како правни субјекти сами да распишуваат тендерска постапка и имавме проблем. Точно така, но оваа година тендерската постапка е завршена. Сите линии се покриени со оператори за превоз на ученици и досега до нас нема никој пријавено поголем проблем за да не бидат вклучени во настава за превоз. Значи сите линии се покриени, училиштата се задолжени да се случат договор со тој оператор кој има добиено линијата, така за сега се функционира нормално. Господине Јовановиќ, според вас како раководител на секторот за образование, како училиштата ќе се справат со економската и енергетската криза? Дали кумановските училишта се подготвени за предстојната грејна сезона? Дали блок дотациите кои што ги добиваат училиштата од државата се доволни и дали можеби веќе се размислува за кратење на часовите или можеби евентуално онлайн настава во предстојната грејна сезона? Има ли такви размислувања веќе или некои најави? Па да, значи како ни предстои голем предизвик, а веќе еден поминавме, што се вели корона кризата, го поминавме сите заедно. И ова е огромен проблем и предизвик не само за училиштата, туку и за предпријатијата, па и домаќинствата. И не само општина Куманово, засегната е цела Македонија, цел наш регион, цела Европа. Па видете, но и во минатото сме имале вакви повеќе, би кажал, предизвици, па сите заедно ги решаваме. Мислам дека и овој предизвик ќе биде надминат со тимски заедничка работа. Точно е, факт е дека енергенсите секој ден се зголемуваат. Еве погледнете го само природниот газ. Минатата година сега е за 300 пати поскап. И не само газ, погледнете електричната енергија од ден на ден се зголемуваат цените се повеќе и повеќе во споредба со минатата година. И таква е ситуацијата, рекови, со електрична енергија. Ние одржавме координативни состаноци и со Министерството, и со училиштата баш на оваа тема. Паравме алтернативни решенија. За алтернативни решенија од извор за затоплување, во смисол енергенсите за затоплување, каде што е газ да се оди на нафта. Не знаеме дали ќе има газ воопшто. Ги слушаме најавите и не знаеме како ќе биде. И сите училишта имаат резервна варијанта за резервно грејно тело, би било котел на нафта, освен централната зграда на училиштата Крсте Мисирков и браќа Миладиновци, кои мора да останат на газ, затоа што нивниот котел се наоѓаше и сега се наоѓа во поранешниот дом на пионери, со негово напуштање е целосно руиниран и правиме обиди за да го вратиме во функција до стартот на учебната година, бидејќи тој котел е на нафта, доколку немаме газ. И второ,
што сакам да го истакнам дека училиштата се должни, како и предпријатијата, од месец септември стартуваа владините мерки за заштита на електрична енергија, да ја штедат електричната енергија. Еве би апелирал и тука уште еднаш и до директорите и до наставниците и учениците за рационално користење на електричната енергија и да ги следиме советите на владата, и секој месец училиштата се должни да известат владата за потрошената електрична енергија. Блок дотациите се зголемија во дел на финансирање само на платите на наставниците, кои ги веќе зборувавме дека од 1 септември ќе бидат покачени. Други ставки со блок дотација не се опфатени, што представува дополнителен проблем. Како и да е, ќе ја следиме ситуацијата и конечна одлука донесува Министерството за образование и наука. Тие се тие кои одлучуваат како ќе продолжи наставниот процес. Ја следев изјавата на министерот за образование и наука, кој рече дека не е исклучен да училиштата одат и привремено и на онлайн настава, но ќе се потрудат да последни одат училиштата на онлайн настава, а први да се вратат во училишните клупи, велам, доколку дојде до енергетски колапс, да училиштата не можат да обезбедат нафта или струја и така натаму, или друг енерген за затоплување, но искрено се надевам дека до тоа нема да дојде. И минатата година оваа криза започна и минатата година со стартот на второто полугодие од учебната година, но ја пребродивме. Тогаш бидна она експанзија на цени кога скокна многу високо, но успеавме да училиштата си завршат со физичко присуство, да се надеваме дека и ова учебна година ќе си ја завршиме, но ако дојде до тоа, тогаш Министерството за образование и наука ќе треба да реши како ќе продолжи наставата, дали ќе одат на предвремен зимски распуст, дали ќе биде на онлайн настава, тоа сепак е одлука на Министерствата, на владата и на ресорното министерство. Сосема на крајот за една значајна новина во Куманово. На последната седница на Советот на општина Куманово беше донесена одлука да се отстапи, односно обезбеди простор во основното училиште Вук Караджич за комисијата за проценка на функционалните способности на учениците со попреченост. Може ли подетално да ни појасните за што станува збор? Па вака, ќе почнем од проблемот прво. Се залагаме за целосно инклузивно образование, што е донесено и според законот. Родителите треба задолжително на ученици со попреченост да посетат МКФ комисија или меѓународна класификација на функционалните попреченост и здравје на учениците. Таа комисија беше сместена во Скопје и представуваше регионален центар. Таму доаѓа од други градови. Па со една година чека родителите и учениците да дојдат до таа комисија. А оваа комисија работи и е дел од Светската здравствена организација. И зошто ни е потребна оваа комисија? Потребна е за категоризација на попреченоста на ученикот, а со тоа да му возможиме и идентични услови со преостанатите ученици. Да му се обезбеди, комисијата одлучува дали на тој ученик му е потребен образовен асистент, дали му е потребен личен асистент, дали му е потребна работа дополнителна со дефектолог, логопед, пред се дали наставниот кадар или наставничката, ако се работи во нижите оделенија или во повишите наставниците, треба да изготват посебна програма за тој ученик, или дали за тој ученик треба да му се обезбеди дополнителна асистивна технологија за користење, за да може да ја следи наставата како сите други деца. Таков проблем има родителите во Куманово. И доаѓа и кај нас. Ги упатувавме во оваа комисија, бидејќи таа беше комисија за центар за овој дел североисточен регион, вклучувајќи го и градот Скопје. И ги знаев проблемите со кои се соочуваат родители. Па видите, имаме и родители и ученици кои потекнуваат од социјално ранливи категории. Треба да замине во Скопје, треба да се врати од Скопје.
па не завршил работа, па се враќа во Куманово, па треба да оди пак. Дојдовме до иницијатива, стапивме во контакт сектор за образование со Центарот за јавно здравје Скопје и баш со комисијата. И тие има предлог, и тие сакаа по други градови да ги растеретат ова работа, ова комисија, да најдеме простор во Куманово. И доаѓа, беа на координативна средба и градоначалникот. Разгледавме повеќе училишта. Разгледавме, меѓутоа треба да има идеален простор. Пред се за движење, за паркирање, за влез, мора да има пристапна рампа, пристапен тоалет, широки училници, добро осветлени училници и така натаму, хол. И најдовме идеално решение, би рекол, во Општинското основно училиште во Караѓиќ. На приземјето да биде сместена оваа комисија. Нормално тука доаѓаат и лекари, едукатори и така натаму, за да си ја завршат оваа работа и за да родителите не би ишле по други градови и не би чекале наред. Дојде предлогот до Советот на Општина Куманово, благодарност на Советот на Општина Куманово, благодарност на директорката и на училишниот одбор кој дадоа согласност да оваа комисија биде сместена баш тука, и ова ќе биде регионален центар за дечињата од Липково, Старо Нагоричане, Ранковце, Кратово, Крива Паланка. Стартуваат со работа, нека им е со среќа, бидејќи и овие ученици заслужуваат да следат настава како и другите нивни врсници, а ја знам која беше маката претходно да се дојде до термин во Скопје. Не беа криви луѓето, не беа виновни тие, затоа што многу ученици доаѓаа од многу места, а една е комисијата, додека постигнат, ми рекоа дека имаат доста работа, и еве успеавме сите заедно да го издействуваме овој проект и веќе се одобрени, значи, овие простори за користење на Центар за јавно здравје Скопје. Им посакувам успешна работа. Господин Јовановиќ, ви благодарам на гостувањето. Остана уште многу теми за разговор, но во некоја следна прилика ќе поразговараме и на останатите теми. Ви благодарам. Па секако, јас секогаш сум отворен за дискусија и во секое време може да ме поканите да продискутираме. Како што рековте, имаме уште многу работа и многу теми за дискусија. Благодарам да поканате уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.